Користењето на старото име на земјава не е ништо ново. Председателката, која како пратеничка во собранието не ја користеше кованицата Северна, само ја продолжи традицијата. Исте случајот и со сите функционери од ВМРО ДПМН, технички министри, пратеници и градоначалници. Познавачите се децидни. Не може Преспанскиот договор да се прекрши ако официјални лица усно кажале Македонија, бидејќи одредбите од овој документ се веќе имплементирани. Сите документи се со новото уставно име. Променети се имиња на институции, знаменитости, улици. Договорот од нивици никого не обврзува да го изговара новото официјално име на Македонија наместо историското. Дури и сред Атина, македонски функционер да каже Македонија, тоа не може да предизвика реални последици. Ништо ново не се случи зашто Македонија е Македонија и американските председатели и нивните официјални лица често пати зборат state наместо United States of America, значи полниот назив. Како што и Русија вели Русија, не Руска Федерација, Македонија со минатата влада не ја почитуваше Венецијанската комисија, која предложи да не се спроведува законот за двојазичност, но владата го спроведе. Владата на Зоран Заев имаше неуспешен референдум по кој го смени уставното име, иако имаше обврска преземена и политички и законски, дека тоа нема да се случи. Како новата председателка ја кажа за клетвата беше чувство на самоопределување и идентификација, коментира новинарот Дарко Јаневски. Не представува прекршување затоа што самата таа кажа дека тоа е чувство на лично самоопределување и самоидентификација и никој не може никого да натера да употребува име спротивно на неговите убедувања. Тоа е исто како вие да им наложите на грците, бидејќи они званично се Хеленска република, дека не смеат да се нарекуваат грци, туку дека мора да се нарекуваат хелени. Реакциите кои ја брануваат и македонската и грчката јавност, веројатно се поради тоа, што 5 години се навикнавме до сегашните функционери постојано да ја форсираат Северна и да покажуваат сервилност кон соседите. Република Северна Македонија. Да живее Република Северна Македонија. Сепак, дури и функционерите во заминување за време на изборната кампања заборавија на додавката Северна, веројатно во обид да ќарат глас повеќе. За тоа немаше реакции. Има гаранција дека Македонија ќе оди напред. Да живее Македонија! Поранешниот председател Стево Пендаровски пред крајот на мандатот се освести и прашан зошто во кампањата не ја користи придавката Северна, рече дека тоа не е во спротивност со Преспанскиот договор. Немаме никакви дилеми, значи јас го почитувам уставот, кој ќе дојдете ке мене во кабинет, постои табла со Северна Македонија, сите настапи официјални било каде го користам. Овде станува збор за почесто користење само на зборот Македонија од моја страна, гледам и од другите, и тоа не е во спротивност со Преспа, според мене, бидејќи станува збор за реторика. Инаку Преспанскиот договор прецизно ги набројува сите елементи на употреба на новото име. Во државјанството, во документите, меѓународните и регионалните организации, институции, во билатералните односи на членките на Обединетите нации. Но никаде не е наведено дека усно мора да се искористи придавката Северна.